славо момче. Способно да се спротистави на секој противник, но Владко Соколов сигурно посебно инспириран ќе биде во овој дуел. Првата средба на душекот ќе ја води, видовте, Иван Круј од Унгарија. Развиорени се македонските знамиња во салата. Во секој момент треба да дојдат борачите во првата борба. Пристигнува Владко, еве го на душекот, прв се појавува. Да му посакаме среќа, успех во борбата со Соломон. Почнува еден нов напад на една нова титула. Дали овој напад ќе биде успешен? Владко Соколов, некогаш млад, сега, иако млад, искусен би рекол бореч, 11 беше на Олимпијадата во Атланта, стандарден член на нашата боречка репрезентација, неколку пати победник на македонскиот пистер, балкански шампион, светски, кадетски, вице шампион, петопласиран на Европското првенство минатата година, шестопласиран на светската ранглиста во најлесната категорија. Тој е еден од нашите најперспективни борачи. Пласиран на шампионатот на Соединетите Американски држави против засилувањето на Бучим Јака, Геннадиј Жилцов. А подсетување на она борба во која што изведе вистинска екзибиција Владко Соколов. А сега би требало да се вратиме во живо. Почнува борбата во најтешката категорија 130 кг. Жилцов, Бучим Јака во син дрес против Нил во црвен дрес. Жилцов е одличен. Еден од најдобрите тешкаши во светот и освојува 2 поена. Прво тактички, тој се заврти околу себе, потоа го заврти и противникот. Жмил во првиот момент мислеше дека се извлекол од тешката позиција, но се измами. Жилцов напаѓа. Погледнете како го има приклештено со нозете противникот и судијата на душекот ја раскинува оваа акција. Долго ќе траеше овој зафат, доколку Нишавиć не ја прекинеше акцијата. 2-0 води нашиот репрезентативец. Еве, Стив Нил се обиде да влезе во Жилцов, не успеа. Излегоа двајцата надвор од дозволената зона за борба. Единствено со бегство можеше да се спаси Нил, но тоа не е дозволено. Реагира сега на одлуката на судиите, кои му доделуваат еден поен на Жилцов, а тој победува со 3-0 поради бегањето, јавна опомена, па отиде во партер Нил. Продолжува атакот на Жилцов. Гледачите бараат победа со туш. Ако успее да го префрли, може да биде тоа добро. 2 поена за Жилцов. 5-0. Тренерот Дејвис бара поени за неговиот борач. Еве сега за овој зафат тој го добива тој поен. 5-1. Излегоа двајцата надвор од дозволената зона за борба. Почувствува дека ќе биде жесток во овој дуел американецот Нил, па гледате ги фрли оние заштитници на ушите. Обично борачите имаат слаба точка во ушите. Од притисок, од чести притискања, тие и ја менуваат формата. Ја прекинува акцијата на истекот од втората минута Дарко Нишавиć. Жилцов ја свирува борбата, но ми се чини нема ова долго да трае. Повторно ќе оди во офанзива.
Жилков е еден од најбрзите тешкаши во светот. Експлозивен, подготвен да изведе брза акција, брз запад, да го изненади противникот. Минува третата минута од борбата во најтешката категорија до 130 килограми. Генадиј Жилков има шанса сега, бидејќи противникот отиде во партер. Ако успее да го подкрене, може да поентира. Се присврстува на душекот американецот Нил. Меѓутоа, Жилков го продолжува атакот. Што ли ќе смисли? Ми се чини дека оди на туш. Дали ќе успее со раката да го повлече до крај американскиот представник? Ќе видиме. Тешки мигови за Нил. Се откажува од намерата Жилков. Се спаси Нил. Тактизира Жилков. Нил направи еден обид да влезе во нозете на противникот, не успеа во тоа. Времето тече, 5:1 за нашиот представник. Измина четвртата минута, почеток на петтата, сега во офанзива е Нил. Жилков вложува напори да се извлече од оваа тешка позиција. 2 поена за Нил. Така барем покажа Нишавиќ. Офанзивата на американецот и натаму трае. Пред малку тој се наоѓаше во ваква позиција и успева да се извлече Жилков. 5:4. Доби 3 поени за оваа акција американецот и резултатот е 5:4. До крајот уште 20 секунди. Тешка борба. Жилков налета навистина на еден цврст како камен противник. 20 годишниот американец му дава силен отпор. 9 секунди до крајот. 5:4 за нашиот представник. Очајнички обиди на американецот да стори нешто. Дејвис бара поен, но нема поен. Нишавиќ покажува дека акцијата беше надвор од дозволената зона за борба. И во овој голем крај на вечот победа на Жилков од 5:4. Нашиот борец освојува 3 бодови, противникот 1, па Бучимјака победува со 7:1. Тешка и црпувачка борба. Жилков требаше да вложи многу напори за да извојува минимална победа во дуелот со Стив Нил, 20 годишниот борец од Бакерсфилд, еден од најголемите надежи на американците, третокласиран на олимпискиот трајал и на шампионатот на Соединетите американски држави. Трета борба, категорија 52 килограми за нашиот тим Никол Чокалајджиев, за противникот Бурки Тајри, кој доаѓа од Монтана, 26 годишен студентски вице шампион на Соединетите американски држави. Никол Чокалајджиев во својата кариера има доста вакви мечеви, има и добри постигнувања, беше балкански првак во 91-та година во оваа иста сала, од тогаш мина многу борби, се здоби со искуство. Да видиме дали ќе има сили во дуелот со Тајри. Чокалајджиев синоќа го совлада Озити од Риверс од Лагос со туш. А го победи на поени Кома од Јапонија во првото коло.
Мора да биде внимателен Калајџиев, да не се впуша во непотребни авантури и ризици. Зашто секој јалов и непромислен напад може да биде многу опасен. Тајри освојува поени, два, па уште два, но во контраофанзива минува Калајџиев, па тој ги освојува првите два поена. 2-2, втора минута, Калајџиев сега во офанзива. Да успее само, тоа ќе бидат два пода, се уште во дозволената зона за борба, оди на туш Калајџиев. Дали ќе биде тоа победа со туш? Напаѓа нашиот борец. Освојува два, потоа уште еден, поведува 5-2 и Тајри успеа да се извлече. Успеа да се извлече од ова непријатна ситуација. 5-2 води нашиот борец. Изненаден е американецот, тој прв се тргна во офанзива, но мора да знае дека против себе има еден искусен, а не наивен противник. Оди во партер поради јавна опомена, поради пасивност американецот. Николчо сега ќе се обиде да го покрене. Врши силен притисок од озбора Тајри. Не му дозволуваше на Калајџиев да се подигне на двете нозе, а да го подигне и американецот. Трета минута, 5-2. За момент се свирува борбата, но во овие колесните категории никогаш не може да биде мирна борбата. Секогаш има една динамика. Еве, за тоа се погрижува Калајџиев. Дали ќе успее во својата намера, сака да го подкрене и потоа да изведе зафат со амплитуда. Контрираше американецот, освои поен. 5-3. Сега Калајџиев не се откажува од својата намера, повторно се обидува. Сега треба да изврши притисок. Освојува поен. 6-3. Каква борба, 7-3. Почнува да тече четвртата минута. Тајри дава отпор, Калајџиев напаѓа, погледнува кон семафорот, резултатот му конвенира, нема причина да се брза. И нов обид, повторно не успева. Сега треба да се присврси на душекот. Тоа би било најдобро за да не биде превртен. Еве сега оди во контра. Штета. Освои само еден под за ова подкревање на Тајри, а можеше барем уште два, па дури и три, ако го задржеше и го фрлеше со една определена амплитуда. Доаѓа сега за Тајри. Немаше поен за Калајџиев и покрај тоа што дојде зад противникот, бидејќи Тајри ја почна акцијата. Тренерот на американците постојано станува да го контролира резултатот на семафорот. Тече петтата минута. Води нашиот репрезентативец. 43 секунди до крајот. Потече крв од носот на Калајџиев, па треба да интервенира сега и лекарот. Имаше еден удар. Ништо, веруваме дека сето тоа брзо ќе биде санирано. 43 секунди до крајот. Се наоѓаме на прагот на една нова победа. Николчо Калајџиев треба само вака да издржи. Не треба ништо да ризикува сега. Има доволна предност, 4 поени разлика. И зошто да прави од готова вересија? Потребно е да оди внимателно.
Веруваме дека ова крварење нема да му создаде некои проблеми во завршницата. Борбата продолжува. Председателот Киро Глигоров, видовте, со внимание ги следи надпреварите и сигурно се радува до оние први две победи, на прагот е и третата. Прекината е акцијата. Продолжува борбата. Калајджиев, каква офанзива! Ненадеен напад во завршницата и освои 3 поени. 1 за противникот. 10:5 и крај на борбата. Калајджиев одлично се избори. 10:5. 3 поени за нашиот представник, 1 за Девид Шулц. Значи 10:2 е моментниот резултат. Еден феноменален почеток, машка борба на нашите борачи. Така треба да продолжат. Соколов, Калајджиев, Жилков, победници во дуелите со своите противници. Ја представува Елорад Курнитидзе. Сега нов дуел во потешка категорија до 100 килограми. Куртанидзе, Елдари за Бучи Мјака, а Ден Троуп за екипата Дейвид Шулц. Куртанидзе тргува во офанзива, како да сака уште на самиот почеток да реши се. Еден од најдобрите светски борачи е во оваа категорија. Со Жилков одлично засилување. Овој доаѓа од Грузија. Вирена е борбата, но само за малку. Раскината е акцијата. Немаше поени. Обрнете внимание на борбата на Куртанидзе. Знае често со ногата да удри во ногата на противникот. И сега прв поен. Мајсторски го стори ова. Тој симулира зафат во горниот дел, но отиде за противникот. Еден поен, сега 2, вкупно 3:0. Почнува втората минута. Продолжува Куртанидзе со атак. Воодушевување во гледалиштето. Ечи од сите страни. Од секаде доаѓа поддршката за нашите борачи. Тоа е и нормално. И еве сега едно чипче, но штета само за еден бот. 4:0. Има поени овде уште доста. А може би и туш пресилен е Куртанидзе. Погледнете, го доведува во туш позиција американецот. Овој со мост се обидува да се извлече. Притисокот продолжува и дали сега ќе има туш, Нишавиć само гледа. Дали со грбот комплетно е на душекот американецот, се уште се изгледа не. И Куртанидзе очекува да види каква ќе биде одлуката на Нишавиć и овој во овој момент дава знак дека борбата е прекината. Победа со туш. Почеток на третата минута, нови 4 поени за нашиот шампион. Нови 4, 14:2. Сврсте Елдари Куртанидзе, пол со експлозив. Аплаузи од гледачите, задоволство кај сите, од председателот на државата, па преку председателот на парламентот, па до председателот на меѓународната
Борешка федерација и се разбира до Ванчо Чиплиганец, председателот на Македонската борешка федерација. Прекрасна, пријатна атмосфера. Колку е пријатно вака во вакви моменти кога нашите клубови на меѓународна сцена постигнуваат вакви резултати. Тоа е радост за сите. А сега дали ќе не зарадува Тони Танчев? Категорија 57 килограми, петта борба, противник ќе му биде Дон Рејес, доаѓа од Рексел, 27 години има. Танчев е поддржан од сите гледачи, посебно бучни се оние така наречените лебари. Танчев во напад, прв поен, и тој е осоколен. Решен е да оди